Добар ден за сите слушатели на AC Радио. Вие сте со емисијата Шах со Љубиша Андоновски. Ова емисија прва во четвртиот месец, откако се појавивме на бреновите на AC Радио, му е посветена на големиот шаховски мајстор, македонски шаховски мајстор, практично интернационалниот мајстор Ристо Ничевски. Ристо Ничевски прв пат го видов кога бев дете. Всушност татко ми ме однесе на надпреварување кое што се одржа во едно убаво здание на една голема широка пространа бина со демонстрациони табли и во апсолутна тишина, иако салата беше преполна со луѓе, игра луѓе шах. Но тоа не беа обични луѓе. Многу години покасно ќе разберам дека тоа здание всушност беше Македонскиот народен театар, стариот театар сега веќе, а дека тоа се случуваше 1969 година. Татко ми ќе ми каже дека меѓу присутните и светскиот шампион Тигран Петросјан, но дека во левиот дел од бината игра и еден македонски мајстор кој што ги брани боите на Југославија во тој меч, тогаш традиционални мечеви помеѓу двете најголеми шаховски сили, Советскиот сојуз и државата која што се викаше Југославија. Ристо Ничевски ми остави силен впечаток по својата концентрација. Иако бев дете, можев да забележам дека тој млад човек има силна концентрација и целосно е посветен на партијата што ја игра. Тогаш што играше со црни фигури, тоа добро го помнам и таа партија заврши реми. Тоа беше практично четворо меч, во кој што Ничевски не загуби ниту една партија, иако ниту една не доби, но сепак 2:2, 4 реми партии со велемајсторот Василков од Советскиот сојуз се сметаше за успех за нашиот млад интернационален мајстор. Ристо Ничевски роден 1945 година, релативно касно ќе се запознае со шахот. Практично инспирација му е легендарниот американски шахист Боби Фишер, кој што 1958 година игра на меѓузонскиот турнир во Порторош. Тоа чудо дете за кое што зборуваше целата шаховска јавност, е единствен кој што им прекосеше на доминацијата на моќната советска шаховска школа и на советската шаховска сила, беше токму тоа високо и тенко момче, и тој ќе биде инспирација Ристо Ничевски да почне да работи шах со желба да може да разбере нешто повеќе за Боби Фишер. Ристо Ничевски го помина тој макотрпен пат на самоук шахист, кој што 5 години ќе студира, ќе учи шах редовно, настојчиво, упорно, труделјубиво, и од кога ќе се појави на шаховската сцена ќе ниже само успеси. Така младински првак ќе стане 63-та година со неполни 18 години, а наскоро ќе се нижат успесите и во сениорска конкуренција. За неколку години ќе стане и репрезентативец на Југославија по својот успешен настап на првенството на Југославија во Дравоград, каде што ќе го подели второто и третото место. Тоа ќе му ги отвори и репрезентативните порти, каде што во неколку мечеви нема да доживее ниту еден пораз. Значи ќе биде многу успешен и како репрезентативец на Југославија во тие млади години. Јас лично Ристо го запознав на крајот на 70-тите години. Иако многу сериозен на видом, тој всушност поседуваше многу фина чувство за хумор и беше многу дружелјубив, особено со помладите шахисти. Со него никогаш немаше да почувствувате дека тој е повозрастен од вас 15 и повеќе години, туку секогаш рамноправно и скромно се носеше. Иако со многу успеси зад себе,
Значи, како најсилен македонски шахист, 5 пати првак на Македонија, иако не играл многу често, значи рече се секогаш кога настапува бил шампион на Македонија. Дори со импозантни резултати. Значи, имало серии кога победил 12 партии поред, но сепак, значи, бил дружелюбив и секогаш кога Ристо нешто ќе сме го прашале, секогаш тој искрено ни одговорил. И во суштина беше многу честен човек. Значи, имав привилегија понекогаш во неговата широка тераса на неговиот дом да анализираме партии. Тој ќе опушташе летно време, ќе пушташе тревото со вода, да се олади малку терасата, ќе седневме, ќе направеше кафе и анализиравме, ќе отворевме некоја книга и Ристо ќе одбереше некоја партија и секи ми рече, по некој време ќе рече, Љубиша, што би играл сега ти тука? И така, никогаш со него не се анализираше брзо. Секогаш тој така и коментираше, така и играше шах. Значи, секогаш темелно, без брзање, промислено, значи, со длабока мисла шаховска. Да речеме, сакаме да одиме во кино или во театар, ама предходно, значи, едно 3-4 сати, гледаме шах, работиме нешто шах. Вистинско уживање беше со него, можеше многу да се научи и се разбира дека и он придонесе и за мојот, да речем, шаховски развој. Исто така, за него можам да кажам дека незаборавни беа патувањата со него во, тој велеше, чувена втора класа. Значи, патувавме, игравме на турнири во Полска, во Чешка, во Италија, која што посебно сакаше како земја, во Франција. Незаборавни искуства, патувања, дружби. 1994 година, кога Република Македонија прв пат настапи на шаховската олимпијада, како Република Македонија, Ристо Ничевски забина да известува од Москва, таму имено се одржа олимпијадата, а ме замоли мене да се опитам, односно да се провери дали јас ќе можам да ја покривам, да ја коментирам олимпијадата од Скопје, за он да може да известува од Москва. Пробата испадна успешна, значи јас го превзедов коментирањето за тој настан за шаховската олимпијада, тоа уште повеќе го засврсти, се разбира, нашето пријателство, кое што траеше практично да неговите последни мигови. Тој не напушти прерано, 1996 година, значи практично работејќи својата работа во главниот град на Ерменија, во Ереван, каде што се одржуваше шаховската олимпијада, на која што и јас бев присутен. Точно се сеќавам како итно беше пренесен во болница, но не можеше да се спаси неговиот живот. Почет му дадовме таму уште пред самата болница, целата репрезентација. Значи, отиде со само 51 година. Значи, штета за една таква личност, со таква ерудиција, човек кој што стана професор по книжевност, најмлад во Македонија таа време, со 22 години или со 23. Ристо Ничевски исто така остави неизбришлив трак и како шаховски коментатор. Значи, неговите коментари секогаш беа одлично подготвени, секогаш беа многу честни, исто така темелно се, значи вистинско уживање беше, јас ретко пропуштав коментар од него. Но сепак најмногу од се ми останува, значи, во сеќавање тоа дружење шаховско, тие заеднички анализи, тие патувања, размена на искуство. Навистина, сите овие гости, овие претходни емисии што ги имав, возрастните шахисти кажува разни настани. Мене ми е многу криво што тој не е со нас, имаше многу што да каже. Ристо Ничевски. Инаку, неговиот син, Дејан Ничевски, кој што е шаховски мајстор исто така, 2003 година напиша одлична книга. Топло е препорачувам секому, тоа е Ристо Ничевски одбрани шаховски партии.
книга напишана од Дејан Ничевски, кој што е инаку доктор на филозофски науки, кој што е човек со голема ерудиција, со прекрасен наречник, неверојатно елоквентен и умен човек. И често се навраќам на таа книга и на неговите партии. И македонските шахисти, особено младите, исто така многу би добиле кога би ја студирале оваа книга, затоа што неговите партии, значи, се целовити. Понекогаш силниот цајтно знае да ја расипе одредена партија, но сепак во суштина, значи, тука има доволен број на квалитетни партии кои што препорачувам младите шахисти, значи да ги проанализираат и сигурно дека нивото на нивната игра ќе порасне. Во оваа пригода се мислев, има сигурно 5-6 партии кои што сакам истовремено да ги покажам. Значи тешко ми беше да направам избор, но ќе се навратам повторно на една вечер, една студена зимска вечер во старата Скопска чаршија кај покојниот Дуле Давчевски, кој што исто така беше многу добар шахист, мајстор Давчевски, во неговата кафана се собра друштво после некој по завршувањето на некоја рунда на Скопје Опен и токму еден господин од Литва му вика, Ниче, вика, се сеќаваш ли како убаво, вика, ме победи тогаш на турнирот таму кај нас во Вилнус. Ниче, вика, тоа давно беше. Токму таа партија ќе биде тема на осврт или еден фрагмент од шаховското кредо, од шаховскиот стил на нашиот интернационален мајстор Ристо Ничевски, токму партијата против Бутнориус. Партијата е играна 1969 година во главниот град на Литва, Вилнус. Ристо Ничевски со црни фигури против D4 се брани со Бенони. Ристо Ничевски одлично играше Бенони со црни фигури, има одлични резултати во тоа инаку тешко отварање, со голема доза на ризик отварање, но он прекрасно, значи, ја чувствуваше позицијата, тоа ќе го покаже впрочем и самата партија. Значи, ќе се подпираме на коментарите на Дејан Ничевски од книгата посветена на својот татко. Значи, под C4, E6, конј C3, да кажеме од себе дека Ристо Ничевски не сакаше да игра дамен гамбит и такви отварања кои што се строго на држање рамнотежа со црни фигури, особено во затворените системи, туку тој преферираше да игра остри системи како Бенони и кралско-индиска одбрана. Затоа што тоа се отварања кои што му пружат на црните и пружат добра контраигра. Интересно, значи Фишер имаше сличен репертуар со црни фигури, иако на малку повисоко ниво се разбира. По конј C3, C5, тоа е во видниот потек во Бенони, D5, значи црниот му дава пространство на белиот во центарот, но тој има свој адути. D5, E зема на D5, C зема на D5, D6. А белиот, инаку солиден литвански интернационален мајстор и репрезентативец тогаш на Литванија, Бутнориус го игра потегот G3, што е вовед во така наречената фијанкетна варијанта на Бенони, G6, ловец G2, ловец G7, конј F3, мала рокада и сега A6. Што е силата на црната позиција? Зашто црниот му дава на својот противник предност во пространство? Тој ги бара своите шанси, првенствено во силниот црнополен ловец на G7 и гледате тука на дамското крило има 3 пешаци против 2, значи ќе се обиде да се расшири со потезот B5, затоа белиот не дозволува A4, топ E8, контрола на полето E4, а белиот за да одигра E4 или конј C4 треба да го
Значи престрои својот коњ од F3, кој што нема перспектива на F3, да дојде на полето C4, каде што би имал полуупориште. Таму коњот би стоел одлично, затоа коњ BD7 за на H3, прво топ B8, полезен потек во врска со B5, и сега на коњ C4 со напад на D6, црниот има две продолженија. Едното е коњ B6, на тој начин да се спротистави, а другото и поострото продолжение е коњ E5, полето E5 да се понуди замена на овој коњ. Сега, доколку коњот земе на E5, тогаш топ E5, црниот нема проблеми тука, затоа привремено се повлекува белиот, тој го игра потегот коња 3, со надеж дека ќе го избрка тој коњ од централниот пост E5, па потоа повторно со својот коњ ќе се врати на C4. И сега, кога повторно гледам оваа партија играна 1969 година, не можев да не се одушевам на играта на Ничевски, затоа што и многу години подоцна црните практично ништо не смислиле подобро од начинот на кој што Ничевски ја третира оваа позиција. Значи и ден денеска оваа партија е сосема современа, актуелна, сите идеи кои што ги има црниот, за кој што се смета и ден денеска како треба да се игра, Ничевски уште тогаш 69 година играл. Така. Значи по коња 3 игра коњ H5. Тоа е во врска со има неколку цели тој потек. Прво тој коњ од H5 напаѓа на G3, затоа што белиот има идеја F4 да игра. Друго, го слободува својот F пешак, кој што сака да одиш, што е можно понапред. Ќе видиме дека тој ќе го успее во оваа партија. Сега на F4 црниот не се враќа, туку е жртва фигурата, тој ќе игра коњ G3 и на F5 ловец E5. И таму има два пешаци за фигура и многу силен напад. Дамата на H4 доаѓа. Црниот има многу силен напад, затоа белиот мора да биде предпазлив. Тој игра прво крал H2 за да покрие на G3, а Ничевски Ристо игра F5. Ловец D2, развоен потек, ловец D7. Црниот е веќе подготвен за својот тематски удар B5, што е неговата идеја, а белиот мора да се спротистави на некој начин, затоа што по B5 ќе се заканува и понатаму тој B пешак доди напред, да направи така наречени ножици или вилушка, двоен напад на двата коња, затоа топ B1, B5, А зема на B5, А зема на B5 и сега B4, за да не може црниот да игра B4, се разбира. Дама E7. Сега дојдовме до 19-тиот потек и сега ова би рекол е уште една критична ситуација. Белиот треба да донесе тука важна одлука. Се наметнуваше потегот F4, кој што белиот долго време го подготвуваше, што би следело на F4. Се разбира дека е возможно црниот и да го остави тој коњ, позицијно да го жртва, и не мора да го жртва, може да игра и коњ F7, па по ловец F3, евентуалното да одигра C4. Значи тука ќе има врзан слободен C пешак, многу силен, не се плаши од ловец H5, затоа што GH5 само ќе му помогне на црниот во неговиот напад, затоа што ќе следи порано или подоцна H4, со разбивање на кралското крило на противникот, каде што белиот има многу малку ресурси, да не го забораваме оној коњ на А3, и по коњ C2 веќе може коњ F6, и една од можните варијанти е, например, топ А1, топ А8, се спротиставуваме на линијата, и по коњ E3 црниот игра коњ E4. Гледате, во оваа партија Рики, како што го викаа пријателите, игра на целата табла. Значи, и во центарот е силен, на кралското крило, на дамското крило. Значи, одлично ги води. Иначе, Ничевски беше мајстор на игра со фигурите. Значи, мајстор на иницијатива, на фигурна игра. Неговите фигури стално има добри полиња. Инаку се сеќавам токму на Олимпијадата 96-та во Ереван, беше одушевен од играта на младиот Майкл Адамс. Ничевски сакаше и позиционисти, многу Карпов му беше омилен шахист, а самиот играше многу динамично. Значи,
по измена на E4, ловец E4, F зема на E4, на дама C2, конј H6. Гледате, тој конј ќе оди на F5 и црниот има малку подобра позиција и многу полесна за играње. Но во партијата имаше место по дама E7, потегот топ E1. Топ E1, а Ничевски веднаш тргна со F4. Значи жртва пешак, но го отвара противничкиот крал. Белиот не ја прифати жртвата на пешак, тој го одигра потегот коње 4. Но што ќе се случеше доколку земеше, например, на GF4, доколку ја прифатеше жртвата, би следел потегот дама на H4. Гледате како веднаш се слободи полето H4 за црната дама и покрај тоа што фигура дава, значи веднаш дамата оди на H4, по F5, дама F2, белиот е без одбрана. Значи само тој ловец го брани, а следи неизбежно ловец E5 со победа, додека пак ако на F4 поминеше напред со пешекот, односно одиграше G4, тогаш ловецот ќе беше жртва на полето G4, по HG4 повторно дама H4 шах и на крал G1 конј G4, повторно со решавачки напад, а доколку ловецот земеше на F4, тогаш прва замена на F4, конј зема на F4, G4 и повторно тој убиствен потек дама H4, за по F5 ловец E5 шах и на крал G1 ловец C3. Тука црниот напаѓа уште и бесплатно, значи без никаков материјален дефицит и има повторна решавачка предност. Значи по F4 белиот одигра коње 4 да крепи особено полето G3, чувствителното поле G3, а Ничевски веднаш сваќа дека коњот на E4 практично држи белата партија и тој треба да биде заменет. Значи тоа е едно стратегиски принцип. Силните фигури на противникот треба да бидат заменети доколку е тоа возможно. Така по ловец F5, белиот игра BC5, а што да прави друго, неговата игра на дамското крило, следи ловец зема на E4, и по ловец зема на E4, важен меѓу потек B4. Го напаѓаме коњот, топ зема на B4, топ B4, замена на B4, сега ловец B4, сега прво F зема на G3 шах, F зема на G3 шах и сега решавачкиот удар. Одлично тактичко видување. Конј G4 шах. Значи ги жртвува двата коња, практично еден коњ жртва затоа што ловецот ќе биде вратен, но дамата, топот и ловецот ќе сплетат матната мрежа околу белиот крал. Значи коњ G4 ефектен потек, шах, HG4, белиот мора да ја прифати жртвата. Дама зема на E4 и по GH5, последниот потек од длабоката, прекрасна комбинација на нашиот маестро, тоа е потегот топ E5. Топот, гледате, со решавачки ефект влегува во игра по петиот ред. Заканата е се разбира топ H5 шах и на крал G1 топ H1 шах и на крал F2 топ H2 шах и на крал G1 дама G2. Значи се заканува со форсиран мат во 4 потези, белиот нема одбрана. Тука нема одбрана, на G4 се разбира дама G4 па топ H5 мат, значи мора да ја даде дамата за да избегне мат, тоа белиот го прави со E3, следи топ H5 шах, дама зема на H5, G зема на H5, сега виси ловецот за белја на белиот, значи тој мора да загуби уште едно темпо за да го одбрани ловецот, топ B1, сега DC5, дури во овој миг, и по ловец C5, ловец E5, последната фигура, влегува во игра, сега има две закани, дама F3 и H4, многу опасна закана H4, гледате кралот нема каде, топ B4 ја напаѓа дамата, дамата зема на D5, зема пешак и го напаѓа ловецот, повторно добива темпо, го напаѓа ловецот на C5, белиот мора топ C4 и сега H4. Гледате, овој удвоениот пешак, практично тие два пешаци ќе ја досплетат матната мрежа за неколку потеси. По H4, белиот игра E4, нема што друго да ја затвори диагоналата, А8 H1, HG3 шах,
крал H3, сега прво дама D7, да го врати кралот, назад, крал G2, сега дама D2 шах, крал F3, дама D1 шах, крал G2, дама E2. Гледате како се потесно му станува на белиот крал, по дама E2, крал H3 и сега G2. Заканата е дама F3 H5 или H5 и на крал H4 последниот потек во оваа прекрасна партија, во прекрасното творечко остварување на младиот 69-та година, значи Ристо Ничевски имал 24 години, одлично творечко остварување на младиот маестро, нашиот еден од најголемите таленти воопшто во историјата на македонскиот шах, значи големиот Ристо Ничевски. Мене ми беше големо задоволство оваа емисија, почитувани. Значи, навистина малку и тешко, но сепак значи, сакав да ги споделам тие емоции со вас и да видиме една убава партија. Ристо Ничевски има толку убави партии, уште 4-5 со задоволство би покажал, но во некоја друга пригода се надевам дека повторно ќе видиме некоја партија од него, за да можеме сите да уживаме. Со тоа би ја затворил оваа емисија. Okay. Така ќе го завршуваме овој шаховски коментар. Сега може да слушнеме една музичка numera pa da se odjavime. Posleden den, ovoj den, što si odi, posleden den, tažen zvon, ke zamine toj, kako vodi po dožd, kako loško benson, zloben son. I togaš sred zelena kora, letno sonce, ke blesne v zori, ke dojdeš so pesna što gori, da mi dariš stari sni. Posleden den, ovoj den, što ne deli, posleden den, studen svet, ko beli od cvet, sve nad negde kraj breg, koga sneg pokri se, sokri se. I togaš sred zelena gora, letno sonce, ke blesne v zori, te dojdeš so pesna što gori, da mi dariš stari sni. I togaš sred zelena gora, letno sonce, ke blesne v zori. Če dojdeš so pesna što gori, da mi dariš stari sni. Стигнавме и до крајот на ова издание на емисијата Шах со Љубиша Антоновски, почитувани. Денес навистина имав еден емотивен коментар за мојот
многу добар пријател, но за жал одамна предвремено заминате Христо Ничевски, нашиот голем шаховски маестро, голем човек, голем шаховски коментатор и учител. Емисија која што му беше посветена нему, еве поминаа веќе 24 години, како не напушти на 51 година. За голема жал на пријателите, првенствено на семејството. Но, ете, ние продолжуваме понатаму. Бидете со нас и следната седмица. Јас искрено поздравам.